Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и денеска ќе бидете заедно со мене, каде што заедно ќе можеме да дебатираме на темите кои што за кратко време ќе ги дознаете. Секогаш гледаме темите секако да бидат актуелни, впрочем и целта ни е да го слушнеме и вашето размислување, вашиот став по одредени проблематики и ситуации кои што се случуваат токму во нашата држава. Првата тема на која што ќе можете да зборувате исто така актуелна, нешто што се случува периодот, а станува збор за спомениците. Односно, откако се устрани споменикот на Ќусето, вчера беше устранет и споменикот на Александра Македонски од Скопскиот аеродром, а во најава е дека ќе се преместуваат, односно дека ќе се отстрануваат и останатите споменици. Токму и за оваа тематика вчера се дискутираше во емисијата Анализа со Мишко Иванов, па предлагам во продолжение, чисто накратко, да погледнеме еден дел токму од оваа емисија. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ви ја соопштам и втората тема. Господин Шилегов, многу време се крена околу Ќосето. Најавивте дека ќе се тргаат и други споменици од Скопје 2014, ќе тргаат и фасади и споменици. Кој е планот? Контраверзноста на самиот проект, начинот или насилното негово изведување и насилството што се изврши врз нашиот главен град е причината заради тоа што беше воспоставена и меѓуресорска комисија помеѓу градот Скопје, општина Центар и Министерството за култура, кои што се органи кои што на еден или на друг начин или облик учествувале во подигањето на тие контраверзни објекти, споменици, мостови, што се веќе немаше фасади таму. И како созреваат ситуациите или состојбите за определени објекти од тој проект, така се преземат правните чекори од надлежните органи и институции и се постапува по тие решенија. Надвор од спомениците, јас како градоначалник неколку пати предупредувам јавноста за опасноста што го носи проектот Скопје 2014 изведен во мајнор коритото, значи во внатрешното корито на реката Вардар, и тоа можеше јавноста да го посведочи во изминати во есен, во кога на два наврати се излеа реката од примарното корито, после само еден, односно два дена врнежи од дожд, така што не би ги преюдицирал понатамошните чекори, се додека не созреат ситуациите и состојбите да може соодветни правни мерки да бидат превземени. Во конкретниот случај за споменикот кој што се наоѓаше пред судската палата или комплексот на предпоставената правда во Република Македонија, беше контраверзен на два начини, меѓутоа кој како перцепира. Пораката што ја носеше споменик поставено на му каде што треба да биде делена правда, да поставиш екзекутор како историски лик, недвојбено барем околу тоа, мислам дека нема двојба во јавноста дека тој бил екзекутор на револуционерната организација и екзекутирал луѓе без судење, односно по судот на партијата, што има многу символика во партизираноста од која што полека излегуваме, е стравична. Судот е место каде што се дели правдата и каде што се одлучува за човековите права. Таму луѓето не се екзекутираат заради одлуката на партијата. Токму заради тоа ние го субституираме и го заменуваме со дрвото на човековите права. И тоа е можеби најстариот биолошки вид што екзистира на планетата Земја. Единственото дрво што го има преживеано леденото доба во оригиналниот облик. Добро изгледа, го промовиравме, крошна расте до 40 на метри висина со убава крошна и на него ќе биде поставена плочка на која што ќе биде изгравиран членот 10 од Конвенцијата на човековите права на Обединетите нации, тоа е дека секој човек има право на судење. Вториот на правично судење без оглед на тоа какво е обвинението против него. Вториот контраверзен момент околу целата работа е од формално правен аспект. Самиот споменик, односно постаментот кој што е градежен објект, е дивоградба. Тоа е констатирано во постапка, бидејќи во деталниот урбанистички план на општина Центар на таа локација не е предвидено поставување на споменик. Од градот кој што се јавил како инвеститор на постаментот,
на кој што бил ставен донираниот споменик, беше побарана градежна документација, односно градежна дозвола. Знаете и сами дека не можете да градите ако нема градежна дозвола. Во архивата на градот не постои градежна дозвола за поставување на постамент. Од една страна, од друга страна во архивата на општина Центар како надлежен орган за издавање на градежни дозволи на територијата на општина Центар исто така не постојат записи дека е издадена градежна дозвола за подигнување на постамент. Како да прочитав некој изјава од Михајло Маневски дека не е Дивоград во споменикот на ќосето? Без намера, само да го докажам, па ќе се вратам и на таа изјава на господинот Маневски. Кога тоа е основот за кој што градот доби решение од инспекторатот на општина Центар за отстранување на дивоградбата во рок од 3 дена и ние постапивме по тоа решение. Жал ми е што господинот Маневски во неколку наврати бил пресудна личност во правосудниот систем на Република Македонија. Изјавата која што тој ја даде, дека не е дивоградба затоа што постоела одлука на Советот на град Скопје за поставување на постамент, е правно дилетантска изјава и во правна смисла неписмена. Вие можете да донесете како Совет на град Скопје било каква сакате одлука. Ако таа одлука не биде спроведена во постапка и за таа одлука не биде издадена градежна дозвола како што не било, не ви е алиби тоа што вие сте донели одлука. Од таа смисла човек кој што е на пензионер се пензионираше како министар за правда, да не познава основни елементи и сегменти од правната наука. Знаете како? Тоа е пластично заради јавноста. Вие дома сте одлучиле дека ќе градите куќа. Вие почнувате да градите куќата без градежна дозвола. Ќе ви дојде инспекција, ќе ја сруши. Токму тоа е тоа. Од Советот на град Скопје донел одлука ќе прави постамент. Чекате луѓе. Се знае редот како се прави. Така што жал ми е, навистина, состојбата во судството во добар дел се очигледно должи и на таквите толкувања на правото на човек кој што го водел правосудството. Да, меѓутоа мора да даеме освет. Вие сте за визијата на Скопје, на претходно сакам господинот Божиновски, бидејќи архитект на оваа тема, многу време се крена со и околу отстранувањето на спомениците. Слушнавме и најаве дека ќе се тргаат и други споменици, дека ќе се тргаат и фасади. Вие во една ваша изјава велите Скопје 2014 е практично културен напредок на градот. За разлика од вашите противници кои што сметаат дека е катастрофален. Така. Тоа е разликата и јас би сакал, ако сакате, и да ја образложам. За тоа е појка. Така. Значи, јас сметам дека Скопје 2014 придонесе овој град да може да исплива од една плитка историја која е дел од нашиот образовен систем и која не дозволува потрага по собственото минато зад 6 век. Научно се чини дека тоа не е основано и се повеќе науката ја урива тезата на какви да е преселби во 6 век. Како човек кој го истражувал архитектонското минато, значи јас сум се спуштил до границите на почетокот на цивилизацијата во Македонија, можам да тврдам дека врз основа на тие артефакти кои се откриени на почвата на Македонија, македонската цивилизација е многу длабока и далеку подлабока од цивилизацијата во периодот на Александар Македонски. Тоа е плитка цивилизација. Значи во таа смисла, сет овој двиг кој беше направен и кој јас не би се осмелил да го наречам проект 2014, бидејќи проектот значи имате определен зафат, тој определен зафат треба да се изврши во одредено време, со определени граници, и тој го завршувате. Мислам дека ова е далеку од тоа и многу повеќе би го нарекол движење, заради тоа што како проект не може да ви помине. Мислам дека е погрешен терминот. Но, за мене е тоа навистина добро што се направи, бидејќи ние не можеме да се сетиме од онаа меморија барем секојдневно плитка на Скопје како главен град во архитектонска смисла. Со тоа сме се согласувале како архитекти пред да се случи ова и немало кој не го критикувал градот таков каков што е, бидејќи не личи на главен град,
Мислам дека и најголемите противници сега што, да речеме, го критикуваат, со пежоративни зборови зборуваат за Скопје пред тоа. Во овој случај, она што е клучно за град, ние, како главен град, ја исфрливме историјата и ја кристализиравме, одавајќи признание на луѓе кои ние не смееме да ги понижиме. Значи, луѓе кои навистина имаат вредност и кои заслужуваат да застанат во центарот на градот, за да бидат вистинска одбрана во историјата и вистинско достоинство со кое ние можеме да се гордееме. Со што Сарафов заслужува за доброто на Македонија? Значи, например, сега не го можем, например, да кажем за многу поважни луѓе од Сарафов, меѓутоа, за тие работи, мислам дека не треба кон мене да се обраќате за секој поединечно. Не, сега говориме како архитект, не значи, говорам. Како архитект, Сарафов, веројатно како спомен обележие можеме да разговараме дали вреди. Неговата историска вредност, заради која што тој влегува во македонската историја, јас верувам дека не е измислена. Значи, јас сум убеден во тоа, иако не ги познавам сосем деталите, бидејќи јас не сум тој што бил консултиран. Но не сакам да верувам дека тој е поставен заради тоа што му текнало на некој. Верувам дека почитувани академски граѓани и професори од овој град и од Македонија дале подпис за таква работа. Инаку, не верувам дека тоа се собрале неколку дечки кои еве во определен момент се биле на многу сериозна позиција и тие решиле тоа да го направат. Затоа, во врска и со ова што почитуваниот градоначалник го кажува околу поместувањето на спомениците, би сакал да ставам определена забелешка доколку вие сметате дека таа има вредност. Така, тоа беше дел од вчерашната емисија Анализа со колегата Мишко Иванов, каде секако видовме обраќање на градоначалникот на Скопје Петре Шилегов и Вангел Божиновски архитект. Темата прва на која што ќе можете да зборувате по ќосето одстранети споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром, а втората тема секако на која што ќе можете да зборувате е поврзана повторно со протестите кои што се случија за одбрана на името. Впрочем, имаше реакција од дел од аналитичарите кои што велат дека протестите се граѓанско право, меѓутоа треба многу да се внимава што се зборува на истите, особено ако и какви пораки се пренесуваат, особено ако на овие протести присуствуваат и свештени лица. Од друга страна, пак владата вели дека исто така протестите се граѓанско загарантирано право, но се што е надвор од законот, институциите ќе мора да го санкционираат и расветлат. Ова конкретно се однесува на палењето на знамињата на Грција и Албанија. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве приклучиме и вас да го слушнеме вашето размислување. Правото на протест е граѓанско право, но мора да се внимава кои пораки се испраќаат оттаму, особено кога во толпата која присуствува има и свештени лица, оценуваат дел од аналитичарите. По вчерашните протести за името на кој беше спалено и грчкото и албанското знаме, а евидентно беше присуство и на неколку владици и свештени лица на протестите. Универзитетскиот професор Цане Мојановски вели дека не гледа ништо спорно во ваквите собири кои се демократско загарантирано право и треба да постојат, но оценува дека мешањето на свештените лица во политичките прашања не е добро за имиџот на црквата. Иако, значи, овде станува збор за еден личен однос на двајца архиереи кои повеќе или помалку себе се гледат како перјаница во политичките нијанси во Македонија. Тоа е подрашје во кое што свештените лица и црковната иерархија нема доволно знаење, нити има доволно моќ да учествува во политичката борба. Зошто во политиката важи принципот што важи во црквата. Со каков меч судиш, со таков ќе ти судат. Македонската православна црква пак преку
инаку владиката Тимотеј веќе го изразија својот став дека не е работа на црквата да се занимава со спорот со името, туку нивна работа е да се шири мир и разбирање, а не разединување меѓу луѓето. Вчерашните протести на кои беше спалено грчкото знаме ги разгоре и грчките медиуми, каде оваа тема беше една од главните. Во текстот кој го презентираа најголем дел од медиумите пишуваат дека на протестот присуствувале околу 5000 лица кои бараат да нема промена на уставното име и да нема никакви измени во уставот. Во дообјаснувањето па грчката агенција Ана додава: голем број од демонстрантите имаа знамиња со сонцето од Вергина, додека пак некои од нив го запалија грчкото знаме. Меѓу учесниците беа и митрополити од Расколничката православна црква на ПЈРМ, кои му се обратија на народот. Откако информацијата за спалување на знамињата и инцидентите од протестите остамнаа во билтенот на МВР, денеска оттаму потврдија дека едно лице е идентификувано и дека во врска со случајот соработуваат со обвинителството, бидејќи спалувањето на знамиња е кривично дело. Од владата пак денеска рекоа дека протестите се за гарантирано граѓанско право, но се што е надвор од законот, институциите ќе мора да го санкционираат и расветлат. Така, тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, кој што всушност се емитуваше во вчерашниот дневник. А темите на кои што денеска ќе можете да зборувате по ќосето, отстрнети споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром и втората тема, владата на Република Македонија велат протестите се граѓанско право, но се што е надвор од законот ќе мора да се санкционира. Ова се однесува секако на запалените знамиња. Телефоните ги знаете, ги имате веќе и на вашите екрани, ќе можете да не контактирате и секако уште на самиот старт ве замолувам да се задржите и да ги почитувате правилата на емисијата, се со цел да можеме да го слушнеме вашето размислување, секако и да ги вклучиме сите оние гледачи кои што сакаат да се јават и да си го кажат своето мислење. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Од Берово Ѓорѓи на телефонија. Драго ми е, повелете, господине. Тој споменик што беше на аеродромот и името на аеродромот, тие не требаше да се таму и не требаше така да се вика. Добро. Бидејќи ние немаме ништо со тој Александар што го вика некој македонски. Второ, протестите, како протести, секој граѓанин има право да протестира, меѓутоа има граници на протестите и се запалат знамиња на две соседни држави, поготово на Грција, со која преговараме за нивниот проблем со нашето име, го запалија знамето, тие се поттикнати од таа што беше досега на власт партија. Добро. Меѓутоа тоа дете че одговара веројатно кривично, има таму член во законот и така натаму. И тоа дете си ја завршило судбината. Јас му порачувам на сите млади, јас сум веќе 70 години човек, пензионер, на сите млади кои се дрзнуваат да прават такви кривични дела, со кои кривични дела и штетат на самата држава. Ние викаме Македонија е наша, наша е сигурно. Нема да биде ни од Албанија, ни од некој друг, ни од... Меѓутоа, ние праќаме лоши пораки кон меѓународната заедница со тоа што покажуваме дека ние не сакаме да бидеме нивни членки. Благодарам што ме слушавте, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, Мартина, и до телевизија 4. Благодарам. Поздрав и до вас, повелете. Приведејќи, ние не сме деца кои не памтат дека во Македонија немало поставено споменици, поготово во главниот град на Република Македонија, Скопје. Ако се сеќава, тој господинот Божиновски случај го слушав многу паметно, али еден тој е од носителите на тие идеи, а пред бившиот Централен комитет на Македонија беше поставен и уште стои најголемиот споменик на ослободителите на град Скопје. Позади Централен комитет Вера Јосич, во паркот Луна, Гоце Делче 12 метра. Да не ви ги зборувам сите, или Антески ден, Кузнен Сибирски питу и така натаму, да не зборуваме на друго место кај биле поставени. Ова сега, што се направи во овие 10 години,
се силува на некој начин културата и историјата во Република Македонија, некој да е уфрли античка Македонија. Античка Македонија никој не е порекнува дека постоела, али ние, како словени, од 7. век наваки, не сме антички македонци, ние сме словени. И тоа треба да сватат сите луѓе, затоа што мојот дедо, прадедо, јас дури сум кажал дека имам дедо загинато во заеднеското Зелен 96 година со Ѓорѓе Сугарев. Сакам да ви кажам дека мене никој не ми кажал дека сум антички македонец. Јасно. Така да, ова што се дигна голема джева околу ќосето, прво да ви кажам право, тој не е македонец, тој е бугарин, од Кюстендуе. Нека го земат да го носат таму. Шобарато во пред правосудниот систем, каде што се дели правда, а не таму да се покажува ноши и пиштол, што е тоа джевот ли? И сините, јас работев 30 години во полиција, ама тоа не можем да го прифатам, да ви кажам отворено, не можем да го прифатам. Втората работа што го дигнале Александар Македонски од аеродромот, да ги го дигнат. Зошто? Прво, тој Александар Македонски, нити јас сум го учел, нити знам некој за него нешто, нити ми интересирало нешто. Прво, сите овие што се ставени на плоштад во центарот, знаете дека имаме колку истории таму? Да ви кажам отворено. Шабара таму, тој со гајки без гајки во центар, од град. Во Жена парк, мислите? Во Жена парк, да. Прво, што значи има тој човек да ве прашам? Јустијан, шо, тој од Скопје? Ај сега, да не гледам сите. Сите таму што се поставени. Цар Самуил, Дедо Илјо Малешевски, Кристијан Торски, Карпош и така. Тие треба да се заземат, или гимиджите, да се отидат на оние места каде што припаѓаат. Добро. Ние не можеме, она што го рече германецот, а кога беше летоски тука, вика Скопје е најголемиот музеј на Република Македонија. Зошто? Јас се прашувам зошто? Ние фактички центарот на Скопје го силувавме. На некој начин стававме се и се што чини и што не чини и што е внесено во историјата и во културата и што не е внесено, ние ги стававме на плоштад. Со тоа што добивме ние? Не добивме ништо. Фактички ние добивме едно ругло, така речено, во центарот. Добро. Прво и основно нека размислат валце големите структури што Божиновски се прави голем архитекта. А Божиновски беше првиот носител на комисијата за тие споменици. Па ние го знаеме кој е тој Божиновски. Ако не, вие не го знаете, но ние го знаеме. И сега, тој мене ќе ми кажува дека тоа било исправно. Ова била историја за останата. Која историја за останата? Така извине, ма тој иде да живее во некој друг свет. Добре. Не живее во 21 век. Ние сакаме сега да одиме со системот напред, како што да другите држави, за да не заостануваме во сите погледи, во стопански, економски, културни и така натаму. Ние не да не сакаме културата. Јас како македонец сакам културата, али не да правиме она што не треба да го правиме. Ние треба да си правиме напред со некои историски знаменитости кои што ќе не нас отсликаат во Европа и во светот, за да не прифатат како големи цивилизацијски граѓани. Да, добро. А не да заостануваме во назад во некоја античка Македонија. Добро. Да не должиме многу, да им оставиме простори на останатите гледачи. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден, сепак чекаат и останати гледачи кои што сакаат да го кажат своето размислување, така што да им дадеме простори на нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас, апропо 20 претходни гледачи, срам да му е на професорот, и истиов пензиониран полицаец, зашто не реагираа кога ги палеа албанците нашите знамиња.
Косово и не знам каде. Од вакви македонци, како што се двајцата, државата ни е банана. Фала, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнаме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да ги искритикувам исто како претходниот гледач, пред претходните два гледачи. Значи, како не им е срам да коментираат за знамињата, колку пати во последните 10 години наши знамиња се палени. Било каде, на било кое место. Нашата полиција никогаш не уапсила ни еден албанец. Жал ми е што вака ги кажем, живеам со многу албанци, соработувам, со турци, со роми, ама ова е веќе претерано. Ако и овој пат уапсат некој од нашиве членови што запалија грчко и албанско знаме, ова е почеток веќе на тварно големо меѓуетнички проблеми. Ви благодарам за вашето јавување. Ве молам, внимавајте што зборувате. Значи, немојте да повикувате на несакани дела. Ве молам, навистина, внимавајте што зборувате токму во оваа емисија, за да не ве исклучувам. Ви ги кажав правилата, ги знаете правилата, така што да не се повторувам по не знам кој пат веќе, ќе бидете во продолжение исклучени доколку не ги почитувате истите. Навистина нема да толерирам и нема да се објаснувам. Добар ден. Добар ден, девојче. Повелете. Само малку да станете со муабетот. Доцни сигналот кај вас, доцни сигналот кај вас. Тачно, ама видиш што, кога ќе ни речете на некоме добро, малку подвигнете, зашто овие луѓето не чујат, се заборават. Да. Сакам да кажем дека овие што се јават, па и пред, и овие, и сите, а поготово и последниот, добро што правите и случите го на време. Видете што е работ најважно. Еве, ќосето не го споминјам ја. Ни не вреди и не заслужува. Ја никош не сум слушал за него моите... Јас сум вијествено човек у постари години и сега некои работи се нафрлат ќосе, мосе, ја тоа не го коментирам и неќу да мислим, па и на некои други. Што е најважно во овој случај? Програмата на СДС пред изборите беше дека сите споменици кои се нелегално, кои не заслужуваат место во центра или било каде, или па овакви Александровци, Филиповци, свака час ако заслужиле. Него кога ќе биде Александар Македонски, кога ќе знаеме сите дека е чист македонец, се слагам да се стави на некој значено или високо место. Ние сега го делиме со грци, делиме го со бугари, да речеме, и сега ние се китиме, дали е наш или не е наш, не е докажано, што е најважно. Се вратим пак назад. Програмата на СДС беше таа, дека тоа и на таа програма ние СДС доби 95% од сите населени места или градоначалници, сите општини ги доби. Добре. И сега што сакат луѓето да кажуваат приказки? Нема место за муабет. Ние да не ги разглобуваме работите кои што почна полицајето, сите кои СДС има програма, со таа програма све што е нелегално, све што е дилоградба, све што е нему е местото на тоа место, ја сум нека дострани. Јасно. Секој кој заслужува да биде на некој место поставен, и ова влада ќе го постави. И било кој назад ќе го постави ако е заслужен. Але ако е туѓо дело, нема потреба да го постават. Пријатно и среќен ден. Благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Владата на Република Македонија велат протестите се граѓанско право, но се што е надвор од законот ќе мора да се санкционира, и првата тема по ќосето отстранети споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром. Ќе се отстрануваат и други споменици. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на другата линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сте, повелете. Да, ве слушнав. Значи вака, за ќосето. Не знам, јас сум роден на 75-та година, ние по историја не учевме за ќосето. Добро. Не учевме за ќосето, и ако сме учеле, значи сме учеле дека тој не бил македонец дефинитивно. Како ни Тодор Александров и многу таму други ликови кои што сега се најдоа во моето Скопје. Значи во моето Скопје. Јас си го сакам Скопје да си биде како што беше. Ова е кич. Значи ова е умоболен кич, да кажам.
умоболен кич. Значи тој таму некој си на времето што убивал, ама тој убивал македонци, тој не убивал не знам кого, тој македонците ги убивал, најверојатно неистомислениците на претходната владеачка гарнитура. И они затоа го ставија таму каде што стоеше до пред известно време. И треба да се тргне дефинитивно. Јас мислам дека за тоа и се боревме долго време и сакаме да си го вратиме Скопје, да се потрудиме да го вратиме како што беше предходно, значи пред овие 11 години на лудачко владење. Дека имало Александар Македонски на нашиот аеродром, не знам, прв пат слушнав, од кога го тргна и мило ми е дека го тргнале. И нека сме ние и потомци и се на Александар Македонци, на Александар Македонски, не треба да го имаме Александар на секој ќош од нашите згради. Значи не треба. Александар бил, живеел, војувал, освојувал територии во некое минато време. Да не живееме во минатото, да идеме во иднината. Значи гледаме низ цел свет се прават не знам какви згради, со зеленила, со не знам колкава технологија, а ние во 21 век се враќаме, замислете каде, во барок од стиропор. Значи во барок од стиропор, синоќа професорот кажа за 6 години тој сам ќе почне да се рони. И после шо ќе правиме? После барокот на грујо, кај ќе го бараме, кажете ни? На што ќе личат тие сите згради и фасади? И така натаму, да не должам за палење на знамињата и за сите овие протести и така натаму. Јас колку што знам, од секогаш се палеле знамиња и кај нас, и кај нас вчера се палеа знамиња и не знам, и завчера и грчко и албанско, го видов само грчкото запалено, албанското не. Меѓутоа, не мораме ним име да смениме, не мораме ништо да смениме, ќе си седиме вака како што сме, од сите страни, значи на држава обколени со ѕидови. Едноставно ние како држава бараме да бидеме членка на Европска унија. Колку што знам, така? Да. Ние бараме, Европска унија не ни вика повелете, дојдете, него ние бараме. Меѓутоа, некоја друга членка, која што е веќе членка на Европска унија, со поголем стаж, ние, фала Богу, и немаме, вели не може. Значи не може. Зошто ВМРО го направи целиот тој антиквитет на оваја држава? Само да не оддалечи од Европската унија. Ги направи луѓето не знам колкави македонци. Ако го имам ја дома Александар Македонски, ќе бидам поголема македонка од комшиката која што го нема. Да, јасно. Мислам, така, нели, нонсенс. Така, ние сме си македонци, си ја сакаме државата. Али ако го ставиме и Александар и Филип и сите тие не чинат поменитите поголеми македонци од другите жители на оваа држава. И да се навратам на темата. ВМРО 11 години смислено, со иредентизам, со сите тие споменици, со сите тие значи именувања на автопати, на улици, преименувањата на улиците во главниот град на Скопје, не оддалечуваше од интегрирање во Европската унија и во НАТО. Зошто? Затоа што доколку ние влеземе таму и влезеа додека беа они на власт, ќе не можеа да крадат. Значи, поентата беше да се оддалечиме од тој пат, за да они можат да продолжат да крадат и ние да живееме во некој розов свет каде што тече мед и млеко. А сега, уствари, гледаме дека ништо не е розово, Фала многу и пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. За судбината на Андон Јанев Ќосето ќе се решава во судница. Друженијето за духовно обединување на сетници, попадинци и крушоради го нарачало, но не го исплатило на предпријатието Рудници и Железарница кое го лиело спомен обележието. И не само Ќосето, Сдруженијето од Лири не исплатило уште 4 споменици кои како донација ги доби град Скопје. На 25 април во граѓанскиот суд почнува постапката за која информиран и градоначалникот Петре Шилегов. Добар ден. Добар ден, Мартина. За 1 март, Мартина. Така е, повелете. Петар Христовски Пепи. Повелете. Поздрав до гледачите, поздрав до колегите. Благодарам. Значи, краток секогаш. Ако. Не се повторуjem. Александар е грк. Сите споменици треба се рушат. Сите. До еден.
да остане како што беше порано, ако може. Друго, свештеници идат и во Грција на протести? На протести даваат изјави. Може не на протести, али даваат изјави. Политички. Тоа не е ништо чудно. Те е политика. Вангел Божиновски ми е многу другар, сме работеле заедно у МТВ. Ако ме слуша, го поздравувам, ме чуди зашто наеднаш се кажуваат дека тоа е барок, дека тоа е така треба да е, а никогаш немало тука барок, по мое. Другото, за знамењата, сегде, кратко, сегде се палат, не треба да се казнува, сегде се палат. Не треба да се казнува тој што го запалил грчкото знаме. Добро. И така да. Тоа, толку од мене, поздрав од Пепи до сите. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Како што рековме, вчера беше устранет и споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром, откако пред неколку дена беше тргнат и надписот Александар Велики. Споменикот на аеродромот беше поставен во 2011 година, откако ТАВ стана концесионер. Одлуката за применување на аеродромот и на автопатот беше донесена на седница на владата во почетокот на февруари годинава, а во знак на добра волја и затоплување на односите со Грција. Скопскиот аеродром го доби името Александар Велики во декември 2006 година, а 2 години потоа и автопатот беше преименуван во Александар Македонски. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Видите, ги слушам сите коментари. Добро. Ќе се обидам да видам многу краток. Не со нешто се совпаѓа, со нешто не. Добро. Добро, 25 години чекаме да влеземе во Европска унија. Немавме ни споменици, ништо. Грција беше истата. Тоа е прво. Второ, ако не знаеш кај ти се назад корените, до сега наваму ќе покажуваме, да речеме, со тргнување на споменици, или ќе тргнеме од 41 наваму, или не знам што. Одиме понатам. Ајде сега вака. Еве, Албанија не има признаено подуставно име. Исмет Рамадани, нек не го слушам, кажува зошто. Ако не признаеле албанците подуставно име наше, ќе се лутеле грците, оти таму имало милион албани. Трето, ајде да ги тргаме спомениците, што никој не се држне за Орело, да каже за Скендербек. Ајде да бидеме реални. Го слушав и тој Шилегов и човекот, Божидовски петка беше човекот. Колку барок не постоел, кај не постоел барок. Барок постои во старите држави. И со тоа што се пропуштило имало, али со земјотресо, кажа добро од сета таа работа. И затоа викам, не можам да се начудам, ајде, еве ќе речиме чосето, ќе отргнеме чосето. Што уште треба да тргнеме? Што уште треба да тргнеме за грците? Да се тргнеме ние како народ од државава, да нека живеат тие, ние да имаме некоја нова држава, сите заеднички амблок. Тоа ли сака овај народ? Не е ништо чудно, затоа ви велам. Ништо чудно не е ова и случајно дојде една власт. Барем тоа што се направило, нека стои. Со поетности кој што и ќе повторам и завршувам. Како никој да се не се јави да каже за Орело, како не се јави за Скендербек, како не се јави што се случува Билич Јасков од овој крај, во Кичево, какви споменици, на кои борци му се креваат од УЧК споменици, се запнале. Нема, знае, од вакви луѓе Македонија ни била, ни ќе биде. Пријатно. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да кажем нешто за спомениците. Ајде. Јас сум против спомениците што ги тргнуваат тамо од Скопје. Добро. Како може наш споменик македонски да го тргат? Далзаев е македонец или не? Ја не знам. Тие се бореле за Македонија, генеле за Македонија и некој да ги трга. Па тоа, знаеш како сум револтиран? И Александар Македонски. Како може Александар Македонски да е грчки? Грчки кад е македонец. Македонски, не е грчки. И ќе ни го трга Александар Македонски. Ако треба сите ќе застанеме таму на площад, нема да го тргне. Добро. Ја продаде државата.
еве, двојазичност. У Пехчево, Берово, албански ќе се збори? Мола ти се. И оваа партија СДС не е македонска, пошто подпредседател е албанец. Нормално, зашто е подпредседател? За да може све македонско што е, се да уништи. Добро. Ви благодарам. Не е добро. Да револтирам се многу како македонец. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден, гледач од Охрид. Повелете. Па вака, јас ќе се осврнам на двете теми, отстранувањето на спомениците. Стварно ние имаме премногу споменици во државата, имаме многу заслужни луѓе кои што треба да бидат овековечени со споменици, но тие споменици треба да поминат преку некое сито. Значи некој да дискутира, да договара и да се сложи и народот со тие споменици, дали им е местото тамо каде што ќе бидат предложени да бидат, или ќе треба да ги поставуваме на едно место, така на едно место како што се случаат во Скопје. Тоа изгледа не споменици како да е, значи, градски парк со преубави дрва на китено. Спомениците, значи, се убави ако се, значи, одредени од народот, со волја на народот и со, значи, барање на народот. Меѓутоа, спомени кој што се борел, значи некој кој се борел против својот народ, кој што со нож во рака, значи, стои пред судот на правдата. Пред судот на правдата треба да поставя споменик со книга и писмо. Значи, каде што, значи, се оно што се случувало во тие процеси ќе биде преку словото на законот, ќе биде изнесено и ќе биде спроведено онака како што доликува. А одека ние ќе оставаме чосето да биде тамо. Александар Македонски или било кој од тие антички македонци, тие биле македонци, но не биле овие македонци. Тие биле во некое се далечно време кое што него ни памти поблиската, значи во блиската иднина, воопшто не делувале. Кога немало држави, кога немало одредени народи, тоа биле само као племиња се движеле и освојувале кој бил посилен тој часове. И сега ние нема основ да ги тие споменици величаме и да ги гледаме. Александар Македонски е човек од светски глас и за него, значи не само во Македонија, треба да има споменици, значи за името негово што отишол до Индија, значи за го покорил скоро 1/3 од светот. За него треба да има во сите држави, значи споменик него, но не мора да биде од 30 метра. Нека биде символично. Но не и онака како што. Затоа, значи, уште еднаш ќе посакам. Значи, каде е споменикот на мојот родител кој погина за оваа слобода? За него не се ни спомнува. Дали треба ние сега да заборавиме дека во времето на Втората светска војна колку партизани погина во оваа држава? Преку 26.000 македонци отидоа, го дадоа својот живот. За нив воопшто не се спомнува. Споменикот, значи, до самата влада, претходната власт не одеше свеќе да положи таму. Не биле антички тие македонци. А мисли, че треба да се срами претходната власт што го покренува ова прашање и брани некои идеали кои што не доликува. За мене, мислам, тоа е недозволиво. Сега ќе кажам и за протестот кој што беше деновиве. Ја мислам дека протест како протест никој не смее да го забрани. Тоа е одраз на незадоволството на еден народ или задоволство е, значи тоа е на тој стил начин се одбележува. Меѓутоа, во тој протест ВМРО се огради дека не учествува. Дека не се организатори. Не, само момент да докажам и завршувам. Значи, се огради ВМРО, објективно се огради, затоа што беше излезноста многу мала, не можеше да каже дека еве колку не сакаат нас. Заради да се ограда за тоа, они рекоа дека ние не сме организатори, ние не го поддржуваме овој собир и затоа, значи, не сме ни учесници. А беа сите што беа на тој собир, беа исклучиво ВМРО-ци и тие кои што се, значи, да речам, десно настроени, со неубави
идеи. Благодарам што ме се слушате, поздрав. Ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Молам само едно прашање. Овие темите, кој ги поставува, дали вие влијаете на за поставување на темите? Се извинувам, не со некаква злонамера, само сакав да дали вие влијаете на темите за поставување. Опростите што ве прашувам. И би сакал во врска со тоа, не сакам да дискутирам по ниједна од овие теми, пошто многу пламени говори и така, секоја чест на сите, и да замолам, еве ургирам преку вас, да се постави тема со старите луѓе што останаа во Македонија без своите деца, внучиња, односно замина надвор, која им е перспективата, како размислуваат кога многу повеќе ќе заминат децата и еден ден на староста кој ќе се грижи за нас, пошто јас сум во тие возрастните луѓе. Благодарам. Да, интересна тема, морам да споменам. Во секој случај ќе ја поставиме во некој од следните емисии. Што се однесува до темите, до вашето прашање, секако дека се консултираме со уредниците на оваа телевизија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до телевизија 24. Благодарам. Сакам малку да се осврнем на отстранување на спомениците на Чосето, Александар Македонски и други. Добро. Пред се, да нагласам дека претходната влада, без да размисли и да се консултира со научната фела, правеше споменици на оние на кој му е кеп нив, едноставно да се изразам, народски. Таков е споменикот на Чосето. За Чосето се зборува, а и тоа е јавна тајна, дека го убил чичком. Но има и уште полоши работи за кои ми е незгодно да зборувам. Пример со братучета му, тетка му, која што покасно се фрлила од стена во провалија и така натаму. Зар Чосето најдоја да го постават? Како што ги поставија претходно и крвниците, предавниците на македонскиот народ, како Тодор Александров. Во Тодор Александров ли се поставува што ги убивал цветот на македонскиот народ. Цветот на македонскиот народ гинеле од раката на Тодор Александров. Односно, не од неговата рака директно, него тој бил наредбодател. И шо сега, уште и на Протуџеров да му направим, и на Иван Гарванов да му направим, и така натаму. Па како не се срама, јас не знам. И сега, зошто оваа влада ги отстранувала? Со право ги отстранува. Со право, сосема со право и одмено има целосна поддршка. А исто и она што е направено по Вардар. Тркалото на Вардар ќе го прави. Врби ќе садиме таму. Па тие галиите едноставно сега оставени на завод на времето. Сега скоро бев, јас не сум од Скопје, бев во Скопје. Баш ме интересираше бев да погледам, да видам што е како посебна атракција ги кажува и така натаму и така натаму. Видов каква атракција жива душа нема таму. Освен оние кои што мора едноставно да појде и така натаму. Владата многу убаво си работи, целосна поддршка за владата и нека продолжи понатаму да се консултира со стручни луѓе, како што сноши слушав на вашата телевизија. Многу убаво кажано на стручњаците. Тука беше и господинот Шилегов. Да. И го поздравувам по неговото изнесување. Младо момче, но многу мудро работи, се консултира, па потоа презема постапки. А не дај да направиме, да бериме пари. Тоа помина. Тој период помина. И тој нема никој да се врати повеќе. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден.
По кјосето отстранети споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром, а во најава и отстранување на други споменици. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Почитувана водителке, ќе ве замолам да ми дадете 3 до 4 минути за да ги поврзам двете теми. Ќе ви дозволиме затоа што за некои 2-3 минути ќе мора и секако да се одјавиме од овој прв дел, затоа што во 12 часот следуваат вистите, меѓутоа и да ве прекратиме, ќе имате можност и во вториот дел да се јавите. Ќе се потрудам. Меѓутоа, зашто е отстранет ќосето? Вчера имавте една прекрасна емисија, Анализа 24, каде што беше образлучена правната инстанца од која што зависи отстранувањето на споменикот на одредена личност која и да е. Дали се викала ќосето, дали се викала мосето. Нема градежна дозвола и законите во држава мора да се почитуваат и отстранете. Александар Македонски од споменикот од Скопскиот аеродром. Дали има дозвола, дали нема дозвола, правната регулатива во држава мора да се почитува. Добро. Не ме интересира кој е како споменик. Значи, кога ќе заживее правото во државата, ние веќе зборуваме за правна држава. На што личи ова? Ние не знам што ќе сме правиле, ние корените ќе сме ги испитували и не знам од која лоза ние ќе сме влечеле од Дедо Ное корени за да сме докажале на кого. Нема на кого. Зарем не се чувствувате вие и јас како македонец, македонка? На кого му докажуваме такви работи? Страшна и смешна работа, налудничава работа. Вака, тите споменици, убаво беше вчера кажано и образложено, по законите на Република Македонија, чие што име, за втората тема збором, го браниме. Мора да помине во собрание одлука за градење на споменици од ваков карактер и од ваков обем. Не помина. Што сакате, луѓе? Протнуваме нешто да переме пари, протнуваме нешто да направиме да забошутиме криминал. Што е работава? Чиво име браните вие? Дали на Александар Македонски, кој што не бил христијанин, бил паган, пошто христијанството го немало во тоа време? Така. Браните името на Гоце Делчев, браните името на Даме Груев или браните името на НОП и јасном и јавној, каде што е формирана за прв пат Република Македонија. ВМРО до сега никогаш не формирало Македонија држава, формирало некои си сојузи, вакви, такви, онакви, кои што историјата ги кажува и има книги кои што ние ги читаме, како тоа соработувало со Бугарија, па соработувало со Грција, односно Егејска Македонија, па правило некои си таму трансакции за набавка на оружје и чуда и брат. Да. Дали вие сте свесни што зборувате, пред да нешто кажете? И вие сега ќе ми го кажувате, не зборувам за оние патриоти кои што се јавуваат, кои што нас не представуваат како предавници. Вие ли мене ќе ми го кажувате идентитетот македонски дали е мој? Немате право. Како што јас немам право вашиот да ви го кажам. Сите сме ние во државата македонци. До кога ние ќе извитоперуваме државата, до кога историјата ќе извитоперуваме и ќе правиме споменици до вчера на луѓе што не сме ги знаеле дека постојат. Кој е тој ќосето да ми застане мене со кама споменик таму пред судот и да ми кажува гачки и приказки за правдата во Македонија? Да што си убивал роднини и што свесно има изјавено дека, мислам, во записите постои, дека над 100 македонци убил. Да. И се гордее со тоа. Срамота. Значи вака, за втората тема, она што сакам да го речам. Протестите што беа направени, демократско, апсолутно загарантирано право на сите. Дали е тоа право да вие фатите човек со 5 молотови коктели во торба? Дали е право да фатите луѓе кои што организирале да фрлаат камења и бекатон плочки по полицајците таму? Дали е право тоа да се крие ВМРО позади организаторите, а организатор е и да го испука на прво место на СМК оној чуден човек Тодор Петров, кој што никој не го знае што работи и од каде му се парите,
за да може да направи нереди во Македонија на меѓунационално и меѓуетничко ниво. Срам жив невиден. Вака Македонија не ја зачувуваме. Вака Македонија сами ја разнебитуваме. А во суштината, и ќе ги поздравам сите што ќе се јават покасно, а ги предизвикувам да ми дадат само демант на она што ќе го кажам. ВМРО во историјата на своето постоење ниеднаш не успеало да создаде македонска држава. Создавало раздор, создавало идеја за создавање на македонска држава, меѓутоа кроз профит. Све друго е чиста илузија. Македонската држава е создадена 41-та година, па натаму за време на Втората светска војна, а остоличена од оној човек кој што по сите плукаме, а од сите видовме добит, а тоа е Јосип Броз Тито и Југославија. Толку. Фала ви многу и се најубаво. И благодарам за вашето јавување. Ете, можевте да се доискажете и вашата мисла до самиот крај на овој прв дел од емисијата во тек. Во продолжение, односно во 12 часот, следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Веднаш по тоа е рекламниот блок, а ние се враќаме по рекламниот блок повторно во оваа емисија, каде што ќе продолжиме да дебатираме токму на овие теми. Останете со Телевизија 24.